Почитуван председател, почитувани колеги, почитуван господин Киро Здравев, почитувана јавност. Би сакал неколку работи да истакнам како поенти за овој несоодветен предлог за член на Уставниот суд. Првото е што се предлага судија, досега единствен, на кого што Уставниот суд му поништил одлука. И тоа одлуката се однесува на уставното право на јавно изразување на мислата на странки во постапката, во случајот незини колеги адвокати. Тоа е, господине Киро Здравев, нешто слично, ако можам да дадам една компарација, би било нешто слично како за член на Републичкиот судски совет вам да ви предложат судија кој што самиот Републички судски совет дисциплински го опоменал, дисциплински го санкционирал или му определил одредена казна или укор за несовесно вршење на работите како судија. Таква паралела би можела да се извлече и со номинирањето, предлагањето на господјата Кацарска за член на Уставниот суд. Тоа значи дека институцијата која што поништила нејзини одлуки, засновани на уставните гаранции за јавно изразување на мислата, ќе треба да биде утре нејзина институција каде што таа ќе треба да функционира заедно во работна атмосфера со нејзините идни колеги, кои што дел од нив биле за поништување на нејзината одлука. Така што не само што е несоодветно да се предлага судија во Уставен суд чија што одлука била поништена, туку и ќе создаде дополнителна поларизација внатре во самиот Уставен суд помеѓу ваквиот судија кој што има на некој начин конфликт на интереси или одредена субјективна забелешка кон членовите на Уставниот суд, кои што може да влијаат на незината суета и однесување кон колегите уставни судии кои што поништиле незина одлука за време на одредени судски дејствија. Втората работа што сакам да ја споменам е самиот степен на ниска стручна квалификација на господјата Кацарска, која што нема ни еден друг степен на судско искуство, освен основен суд. Претходно ве зедов вас за пример, но не мора да се задржам на тоа. Вие имате многу колеги во државата, без разлика дали се суди или можеби се професори или биле и суди и професори комбинирано, но имате многу колеги кои што имаат богато искуство и од основните судови, и од апелација, и од Врховен суд, и од меѓународни арбитражни судови, и од академски институции. Државата располага со многу квалитетни ресурси за вака високи институции, каде што интегритетот на Уставот и слободата и правата на граѓаните би требало да ги застапуваат и да ги бранат луѓе кои што покажале дека самите имаат интегритет. Во случајот на господјата Кацарска, скандалозно беше што самата беше вклучена во случајот подкуп, каде што обвинет беше премиерот Заев. И знаеме дека со незиното влијание, заедно со колегата во тој случај, придонесе обвинението да се промени на последното рочиште, а потоа таа да се изземе од тоа судење, но не само тоа, туку и да го изземе и доказниот материјал, снимките кои што беа доказ за подкупот со самата преквалификација на делото. И со самото тоа да ова дело да заврши наместо со осудителна, со ослободителна пресуда. И навистина е скандалозно во било која друга држава, која што е земја членка на ЕУ или претендира да биде членка на Европската унија, премиер кој што имал личен интерес, без разлика каква била пресудата, особено ако била поволна за него, тој кога е премиер, со неговото влијание во судскиот совет за кое што
добро знаеме и вие добро знаете кои две ваши колешки се неговите главни играчи во судскиот совет, сега да го предлага оној судија каде што имал личен интерес да биде представник во Уставниот суд. И затоа сметам дека ова е конфликт на интереси и на премиерот, но и на самата господја Кацарска. На крајот сакам да кажам и уште една работа, а тоа беше самиот случај кој што го изучуваат сега студенти на правен факултет во Соединетите Американски држави, како не треба да се суди, а случајот е поврзан со неправни постапки и погрешни процесни действија кои што судивката Кацарска ги превземала во текот на судењата во обид да се докаже или да се додвори што повеќе на актуелната власт и со тоа да се обезбеди кредит за да биде номинирана за представник во Уставниот суд, а при тоа и самата знае дека и вам ви е непријатно и на многу други представници тука од собраниското мнозинство им е непријатно, макар на 5 минути да се пофали, да се прикаже незиното резиме и да се прикажат или споредат незините квалитети кои што таа ги има за да биде член на Уставниот суд, но како што кажав, вие многу подобро знаете со вашето долгогодишно искуство дека многу други суди и од судскиот совет и од апелациони или врховни судови имаат 10 пати подобри портфолија и подобри животни и професионални искуства од господата Кацарска да бидат членови на Уставниот суд, но за жал овде не е во прашање квалитетот, туку е во прашање сервилноста. Таквата сервилност кон власта утре може да биде одлучувачка при постапување во Уставниот суд за некои предмети каде што некои граѓани ќе побараат заштита на своите уставно загарантирани слободи и права и тогаш може она што претходно било повреди на правата на странки во судски постапки утре да бидат повреди на правата на граѓаните кои што ќе бараат од Уставниот суд заштита за нивните лични и уставно загарантирани слободи и права. Затоа сметам дека во најмала рака од ваша страна, ако тоа може да така да го толкувам, тоа што молчите може би е и најпаметно, но тоа нам доволно ни говори за вашето мислење и за вашиот став за господјата Добрила Кацарска. Бидејќи кога човек предлага свој колега, судија, во кого што верува, кого го познава и чии квалитети ги цени, нема да може да го симнеме од оваа говорница. Ќе зборува со ентузијазам, со жар, со пофалби, со оценки на квалитетот, со промоција на колегата кој го предлага за уставен судија и тоа ќе се препознае и кај пратениците и кај јавноста кога некој говори со доверба за оној кој што го предлага. А некој кој што молчи, а при тоа дава предлог, тоа доволно говори за предложениот кандидат, но говори и за вас дека сте искусен човек, искусен судија кој што се одлучил со молчење да го каже своето мислење за господјата Добрила Кацарска. Затоа јас сметам дека ваквиот предлог, не знам уште колку имате време до пензионирање, но за одредено време, можеби за година или две, колку и да траат тие процедури, кога ќе има некои меѓународни, би рекол, правни процедури поврзани со Судот за човекови права, кои што се однесуваат на одредени погрешни процесни действија на судиката Кацарска, тогаш се надевам дека тогаш барем ќе имате доблес, не мора во собранието, може во медиумите, да дадете изјава и коментар на таквите во иднина настани кои што би се однесувале на денешниот предлог и можеби тогаш ќе имате поголем интегритет и смелост
да го искоментирате предлогот кој што овие денови го премолчавте, но со тоа нам доволно ни кажавте. Благодарам многу. Благодарам и вам. Дарко Костовски, кафјаљ.